нема сегмент во кој што, ако го споредиме Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата со нашиот политички противник, нема да видиме разлика која што е во наша корист, и затоа и насловот на овие трибини, како што носи резултати што прават разлика, е и најсоодветен наслов. Например, ако ги земеме платите, тогаш тука споредбата е многу едноставна да се направи. Минимална плата во времето на ВМРО ДПМН беше 8.000 денари, сега минималната плата е 20.750 денари, над 100% покачување. Потоа просечната плата беше 20.000 денари, сега е 34.000 денари, што е покачување поголемо од 50%. Пензиите, просечната пензија во тоа време беше 13.000 денари, денес просечната пензија е 19.000 денари, минималната пензија е зголемена за 47%, просечната пензија е зголемена за 60%, со нов модел за определување и на минималната плата и на пензиите како законски решенија, значи дека сите работници и пензионери годишно добиваат зголемување на својата пензија, која што и на плата, која што не зависи од политичка волја, туку напротив, од растот на трошоците за живот, од инфлацијата и од растот на продуктивноста на трудот, односно на просечната плата. Невработеноста во време на ВМРО ДПМН беше 25%, сега невработеноста е 14%. Невработеноста е намалена за 8%, во последната година вработеноста е зголемена за 9,5%, што значи дека намалувањето на невработеноста не се должи на иселувањето на луѓето од државата, туку напротив се должи на вработувањето на луѓето во државата, и тоа најдобро може да се види по сите оние инвестиции кои што ги отпочнавме и кои што се отпочнати и од државниот буџет, меѓутоа и во технолошко-индустријските развојни зони, каде што на вистина сумите се дупло поголеми од она што беше во минатото направено. Во патната инфраструктура во времето на ВМРО ДПМН имаше 600 км изградени патишта, во времето на нашата влада 1300 рехабилитирани и изградени нови патишта со започната изградба конечно на коридорот 8 и на коридорот 10D. Директните странски инвестиции само минатата година беа 760 милиони евра, која што е 2 пати поголем износ на директни странски инвестиции од 2016 година, и тоа година која што е најкризна, меѓутоа година со најголем број на странски инвестиции, со оглед на тоа дека сега се гледа што значи членството во НАТО, што значи отпочнување на преговори со Европската Унија и што значи да се биде фактор на стабилност на Балканот визави држава во која што бевме заробена држава, во која што имавме како внатрешни проблеми, така и нерешени проблеми со практично сите соседи. Меѓутоа, исправајќи го сето тоа, има ефекти позитивни и врз економијата. Во енергетиката, во времето на ВМРО ДПМН беа изградени 18 мегавати обновливи извори на енергија. Тоа беше вкупно се што беше изградено, додека од преземањето на власта до денес ние имаме изградено 283 мегавати обновливи извори на енергија. И нема подобра представа за разликата, односно за она што сме направиле од таа бројка 18 мегавати во однос на 283 мегавати изградени во текот на годините, а уште подобра представа е кога ќе се погледне што е направено во изминатата година, значи од владата која што јас ја предводам, во текот на нејзиниот мандат од година и 3 месеци до сега се изградени 200 мегавати и вклучени на мрежа 200 мегавати обновливи извори на енергија, кои што можат да снабдат со електрична енергија 10 града со посечна потрошувачка во државата. Таа заробена и изолирана држава заглавена 11 години во чекалната на Европската Унија, која што единствено служеше за остварување на партиски интереси на ВМРО ДПМН, денес е земја која што напредува на сите рангирања според демократијата и слободата на изразување во светот. Ние денеска сме 38 земја во светот според слободата на медиумите. Во тоа време бевме 118 земја според слободата на медиумите, и тоа не според нас, туку според Репортери без граници.